Не, значи само нас, види го. Значи им зголемиле плата во здравство и во образование, добиле по 5%. Јас, знаеш што, од денес, јас ти кажам, ја повеќе не читам весници. А зашто ствари читам весници кога имам компјутер? Што и? Значи, дали ја и ти, дали ние ко вчерашни сме здравство? Дали ги смееме луѓето? Дали сме образование? Добро, да, не сме образование, точно, ама нели заслужуваме да земеме сите по голема плата за 5%? А? Да. Плюс јас водам временска. Ма нема шанси, гледаш, не иде шефот на работа. Што? Едино К15 чув дека ќе ни дадат, ама. К15. Ќе видиме. Ајде. Мераба. Öküşün olursun K15 sakal? Да. Ha? K15. Ayrılsın K15. K15. Teşekkür. Добро, дали сте нормални? Дали сте нормални, демек ова е сега смешно, демек ние бараме покачување ја и Елена и демек он ни носи касета од К15, па нема, значи на што да ја пуштам? Идиот! Лека ноќ Македонија, земјата на компромисите, кајчињата и Брус Ли. Ова се вчерашни новости, местото од каде секогаш дознавате последни. Лека ноќ и од мене. Јас сум Јелена и Александар и одовде секоја недела ве носиме чекор за ците. Така, Александар, останете со вас. Еве што ќе гледате. Дознаваме кој е ставот на земјоделците за најактуелното прашање. Кој ќе дае повечко пари за гројзето за пијече глас? Ексклузивно, што е најин во модата во моментот. Вчерашни открива нови странски инвестиции во Македонија. Започна големата електрометал наградна игра. Пазари и вози Kia Stonic. Со секоја сметка над 1000 денари во електрометал салоните во Карпоши центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во електрометал и вози Kia Stonic. Или влези пешки, излези со автомобил. Тоа е тоа. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. За сите луѓе кои нема време минатата недела да гледаат вести, има време за најблиските, еве кои актуелни настани ги пропуштивте. Еве, Кореите се смирија, Северна Кореја конечно и напреда пукна на Јужна, која стоеше со раката у вис едно 25-30 години. Македонија според Министерството за одбрана нема протокол за вонземјани, што е нормално ако се земе в предвид дека нема ни протокол и за земјани. Дознаваме што прават двајца влюбени во парк. Двајца влюбени во паркот, овде, прават компромис. Јас со мојата сопруга Зорица дома правам компромис скоро секој ден. Во меѓувреме, еден дупли господин крштеваше дете на еден пациент, се извинувам, на еден принц, а бойкотирам најавија за силување на кампањата против референдумот со легендарната една источњачка кинеска стратегија која ја во 1971 година ја промовираше Брус Ли, а се вика пријателу биди вода. Ние ја презедовме и рековме граѓанину биди вода. Од таму додадоа дека се во преговори со Джеки Чен и Стивен Сегал. Бурна недела, нема што, нема што.
Македонската армија уште еднаш покажа дека секогаш е наготов, спремна за предизвиците кои стојат пред неа. Овој пат својата моќ ја демонстрира пред секретарот за одбрана на Соединетите Американски држави Джеймс Матис. Армијана на чело со министерка на Радмила го изненадија Матис со воена навежба насловена како Метла. Цела навежба, како што велат од министерството, е да се покажи како нашата армија се справуваат со невозможни мисии од калибарон протокол на странски представници. Оттаму ги негират и малкуто обвинувања дека ова е протоколарен пропуск, посочувајќи дека се работи за нова специјална единица на армијана, што е обучена баш за овие блицкриг екоакции што се сометли. Ви благодарам. И оваа недела само саат кулата во Битола и камерите во станот на семејството Лазовски работеа 24/7. Да видиме каква атмосфера владее во Мичурин во пресред на референдумот. Едно име, една држава, во државата зграда, во зградата стан, во станот семејство. Семејството Лазовски од Мичурин е разрушено од овој референдум. Спротивставените гледишта им го уништуваат животот. Уживајте во реалното шоу Мешан брак. Оваа недела Анкица не знае дека имаме смислено посебна игра со која ќе ја убедиме да гласа на референдумот. Добар ден, господјо. Како ќе гласате за референдумот? Викендот сме договорени баш ајвар правиме тој, не сум слободна. Ако се помести датумот, може да ќе гласам. Видете, господјо, не зависи тоа од мене. Доколку зависеше, сигурно ќе можев да го преместам. А дали знаете дека откако ќе влеземе во ЕУ, ќе можете да се лечите на секаде во цела Па и Европа? сега имаме ојде лечете се. Бардовци, Демиркисари, има шо? Ма кој е бесплатно здравство, шо бараме сите гастарбајтери овде на по болници да се леча? Ха? Шо па, оние заболекари не Битола и Гевгелија од само од гастарбајтери живеат? Видете, господјо, не знам за тоа, не уча. Меѓутоа, знаете ли дека кога ќе влеземе во ЕУ, ќе можете со Шпанија да зборувате исто како што зборувате тука со Прилеп. Значи, толку ќе биде ефтино. Телеграма, дали знаете дали ќе е исто пари? Да пуштам Прилеп и Шпанија. А дали знаете дека кога ќе влеземе во ЕУ, ќе можете да печете раки? Значи, влегле во ЕУ, не влегле раки, пак ќе печеме шо? Исто ние, значи. Добро, господјо, барем памфлети земете, ако ништо друго. Уба, овие ќе се најде за ајварче прајање, да, сега за подпал таман. Ова само носите, бре? Пријатно. Пријатно. Супер беше. Среќни вести ни доаѓаат од вториот дом на Цеца и Северина и градот на тутунот Прилеп. Како што јавува нашиот дописник, локалната самоуправа се повеќе пројавува грижа за постарите граѓани, не само со зборови, туку и со конкретни дела. Следејќи ги демографските трендови, според кој во градо има се поќе стари жители отколку млади, локалната самоуправа одлучи стадионот на кој некогаш играше ФК Победа да го пренамени во поле за органско и природно производство на лековити билки, кои ќе се користат за прајање чајој за постарите граѓани. Како што може да се види од приложеното, се ој според плано. Едно огромно браво за општина Прилеп и на здравје чајо на постарите прилепчани. А сега одиме на терен да видиме како обичниот народ се справува со дилемите околу референдумот. Ја вклучуваме нашата Јелисалфета, која колку што гледам на малиот монитор во студиото, конечно успеа да најде соговорник. Господине? Да? Едно прашање. За референдумот. Дали се определивте, ќе гласате? Ние стално гласаме. Гласали сме и за едните и за другите сме гласали. Да ти кажем, ама не ги бива, ни едните и за другите. И сега со оваа госпожата моја договориме се кој ќе даде повечко пари за гројзето, за тие ќе гласаме. Тоа би било супер одговор на прашањето, доколку ве прашав за избори, меѓутоа ве прашувам за договорот со ЕУ, со НАТО, со Грција. За референдумот имам тука еден комши, тај е поелоквентен. Дебе за референдумот, кажи за референдумот. За референдумот ли бе? Како да за референдумот, мислам секој ќе се збуни тоа три прашања, не иде со три прашања, не ќе да се мениме дома, секој има право на своје мислење, тоа со мислење го збуни со друго прашање, не иде мислам, не е окей. Добро комши, терај. Значи за името е работа. Да. Јас мислам ти човек на све се навикнува бе, и таман ќе ги комплетираме сите 4 страни на светот, разбираш. Како мислите?
Па на почетокот нели не вика Југоисточна Европа. Југоисточна Европа, да ти кажам, нас право тоа највише ни одговараше што сме од истоко. Ама преку ног сме ние, го разбираш ли ме ти? Таан телевизор, Западен Балкан, завикаане, криво ми е тате умре, тате знаеш колку гледаше вестерни, колку ќе му беше драго да бидеме Запад, разбираш ли ме ти? И сега белки воа со северна, таман ќе ги комплетираме сите страни и може да воа северна ќе ни бидеме за така поозбилно малце, може поише берикетки има. А за идентитетот не ви е страх? Што е идентитетот? За идентитетот што ќе ни го украдат. Девојче, кој ќе го украде бе жив човек? Тука нема, гледај у селото, тука сите се разбегаа. Кој ќе краде, што ќе краде? Со пушка да ги бараш нема ги. Бе нема ги тука. Јас овие синот тука што е и он чека френките да ги собереме тука и ќе фане за Германија, разбираш ли ме ти? Разбираш ли ме ти? Добро, во ред. И шо во ред? Шо во ред? Ништо не откупуваат тука ти. Гледај, други проблеми имаат, само политика ме прави. Грозето не ни го откупувале, шекер не мало. Од тоа што се мача тука шекер, што јафа на шекер, одам таму, разбираш ли ми, у болницата, нема инсулин. Него наместиле тендерот на време. Тоа ли е во ред? Абе наместо да земат тука амбуланта да направат патишта, да ги направат, асфалтират. Откуп немаме, разбираш ли ме ти за вие патлижи. Дојде видиш бе тука. Дај ја френката. Види каква френка, не откупува тука, скапува на нивата. Дај да ја проба. Пробај да видиш. Ти знаеш како патлижа нива? Знаеш како патлижа нива? Тие работи на телевизорот да ги кажете и на тие владата таму и тие со политика што се бават тука. Млајте ни бега за Германија, вие тука се правите. Пекини, студио? Што студио тука ме разбираш ти? Ајде таму. Кажете таму, има реални проблеми тука, политика името доста студио. Македонија е спремна за НАТО и ова не е само уште една излитана фраза или само далечен сон, туку реалност која преку дела се пресликува во секојдневието. АРМ на ниво на задачата да ја осигураат безбедноста на граѓаните, како што јавуваат медиумите, единицата за радиохемиска и биолошка деконтаминација во средата навечер имале полни раце работа. По најави на граѓани дека осеќаат симптоми на печење на очите и кашлање, единицата стапила во акција, сомневајки се на биотероризам. Од АРМ утврдиле дека терористите користеле неортодоксни методи на собирање на пелени во стан. За среќа, АРМ спречила поголема трагедија затоа што терористите немале доволно пелени за посериозен напад. Ова е уште еден јасен знак дека македонската армија е спремна за НАТО. Доколку ова се случуваше претходно, големи се шансите да влеземе во Сојузот и без промена на името. Но што е, тука е. А сега се селиме во Виница. Мислам, не се селиме буквално во Виница, како од утре да одиме да живееме таму, туку имаме прилог од тамошната индустријска зона, каде што се очекуваат голем број на странски инвестиции. Да, така е, студио се наоѓаме во Виница, во индустријската зона Годо 3. До мене е директорот кој што ќе ни одговори на прашањата кои што не интригираат. Директоре, ќе може телефонот да... Прашањето ми е, зошто ја нарековте баш оваа зона Годо 3? Види, јас се прашував, пошто исто појма нема, фама ми текна. Ние правиме старата балканска со блеф. Годо 3, да мисля дека има Годо 1 и Годо 2 и оп, странска инвестиција, парите у Македонија. Ме разбираш? Овдека, да бидам попрецен во Валандово. Да. Во што се состои самата инвестиција? Значи вака, по нашиот план, тој што го имаме првично сега, во првиот циклус планираме да има 0 вработени, во вториот циклус исто така 0 вработени, сега во третата фаза планираме да има еден вработен чувар што ќе работи од дома. Мислам, пак кој ќе види што е успешна странска инвестиција овде во Валандово. Значи во Виница сме, не е Валандово. Добро, ајде кажете ми кога ќе се случи оваа инвестиција? Кога треба да очекуваме да биде реализиран? Види, ја точно не знам, мислам дека дали беше сега декембар месец, март ли беше, јуни ли беше, не знам, значи не е точно. Битно е дека ќе има странски инвестиции овде во Валандово. Јас стојам за тоа и ја ќе се залагам максимално како што до сега се залагам. И сакам да ми биде овде првата инвестиција во Валандово. Значи не сме во Валандово, за почеток туку сме во Виница. Добро. Ви благодарам, драги гледачи, ете, како што слушнавме, оваа инвестиција треба да дојде. Кога не се знае, дали за месец, години или векови. А до тога што останува да го почекаме Годо. Убаво е, вако јуиш сонце овде во Валандово, па тоа па ми се свиѓа. Значи не сме у Валандово. Зашто не сваќаш дека не сме у Валандово? Губи се од тука, искаче, тргни се од тука, искаче од тука. Значи тргни се од тука!
знаеш кај? Патот за на Кевалан оде. Од овде, кај си искача од балото? Изгаси ја камера. А сега од странските инвестиции се префрламе на домашните. Елена, дали знаеш што имат заедничко Apple, Google, Amazon, Ајварот и Лутенката? Сите започнуваат од гаража. Но има и други бизниси кои започнале од гаража. Еден ваков пример во прилогот кој следи. Колешката Поп Мајбах ги има деталите. Маријан Цртич Канада 2008. Извини, Маријанада се вика фирмата. Тука со цртичка пишува. Абе, оследи до. Кажи Маријанада. Маријанада. Маријанада до. Маријанада до. Така се вика. Маријанада до. Експорт-импорт International е млада фирма, што да би била човек се уште би цицала, меѓутоа една од добитничките на јавните надавања. По тој повод ке позборуваме со еден од собствениците, господинот Филип. Не интересира, а зашто вие сте Филип, а фирмата се вика Маријанада до? А добра си, па зашо ја не се вика? Зашо ја не се вика? Маријанада до. Шо му фали името? Добро, окей, името. Тоаш кажете ми зашто Маријанада до е фирма која што е отворена кај вас дома. Ја и така седам дома, цело време под дома седам. Вака ем ке работам, нешто ем дома ке седам, разбираш? Дома си е дома. Од компјутер ќе ги Господине земеш. Филипе, антената која ќе ми ја поправите? Ај господјо, ќе ве заболам ако може малку да не оставите на само имаме работа со телевизија. Ај башка, мајка ми ова. Од 8 до 4 ми е секретарка, после 4 мајка ми. Ја и не ме замарев со антената, пошто 200.000 евра тендер земавме од државата, таа за антената на глава ми се качи. 200.000 тендер земаш, ти ја 5.000 денари плата. Добра си дека 5.000 плата земаш, живеј. Многу јавни фаци, нели? Веќе го променија својот имидж. А сега вести од градот по Тетовското теќе. Гостивар? Да, со Гостивар по Тетовското теќе. Тетово. Жителите таму се жала дека веќе почнала да се шири миризба на чад, иако уште не е заладено. Тие се плашат за тоа како ќе биде оваа зима апропо загадувањето. Но простор за паника нема. Како што ни изјави градоначалничката Теута Арифи во телефонска изјава, граѓаните не треба да се грижат затоа што грижењето е само губење време. Запрашана што ќе прави таа во врска со мирисот на чад низ градот, таа ни одговори дека граѓаните се греат на дрва, па затоа мириса на чад. Да се греа на ванила или еукалиптус би било сосема поинаку, но таа остава на совеста на граѓаните да се греат на што сакаат. А сега одиме со една рубрика која ретко ја има во нашата емисија. Култура? Не, мода, убавина и здравје. Модата е како водата. Ова и Рима дури има. Таа постојано се менува. Што ќе се носи оваа есен, а што е пасе? Во рубриката Мода за секоја пригода. И ова скоро има Рима. За ова повеќе од нашиот експерт за стајлинг Ана Марија Джована Петра Благица. Се наоѓаме на Чешката модна недела во Скопско Кучково, каде што ќе ја проследиме новата колекција Вечна промена на дизајнерот Емануел. Извини, Маци, морам да те поправам. Емануел. Извинете. Емануел, какви промени може да очекуваме оваа сезона? Видете, многу јавни фаци, многу јавни личности веќе го променија својот имидж. И затоа ние... Да, и Џо е тука. Џо е секојаш дел од мојата модна критика. Многу јавни фаци, нели, веќе го променија својот имидж и заради тоа ние организиравме една фешн збиднување кое што сега ќе го проследиме. На модната недела се појавија и присуствува многу познати фаци од естрадата, трендсетери, урбани инфлуенсери и модни блогери, меѓу кои представници од државните институции. Добре, Олфа, шо правиме тука ние? Имав една другарче, пожарникарче, па жена му нешто, а од 2 карти ми дал, дека па бајда нешто студи таа биде, пешен полис ми побои, пешен полис. Демек. Цин да бидемеш. Да. На модната недела Емануел ни представи 5 најхот модни парчиња од неговата колекција. Првиот модел е на црвена основа, жолт принт, стил актуелен пред 11 години. Чудно. Ова е so last season outfit. Outfit. Да. Шо е outfit? Не, шо е outfit? Значи, надвор фит, да си фит, не приметуваш бе, со диетава сега ќе почна, приметуваш оваа Да, ја почнав диетата, да. Текна, carbs only. Дефинитивен хит сезонава. Доминираат флорални мотиви, посебно ружа, но постои опасност дека може да е само сезонски инстант модел. Наредниот модел е парче што се повторува во сите претходни колекции. Некои за него викаат дека е evergreen. Evergreen, шо беше evergreen? Ever шо е, бе, секојаш, green, зелено, секојаш зелено.
Шо овој шумаре нешто? Апсолутен хит ова есен. Но според многу модни критичари, ова е промашен стил со рок на траење. Можно е на крајот од месецот овој модел да заврши како пижама во вашите плакари. Еј, абе ваква имам ја бе. Иста ваква имам. Дома бе вакво мајче. Мисли, порано за работа под кошула за да собира пот. Разбираш, леле, не ми се верува, сите ги носат. Не, бе, тоа е демоде, знаеш што е демоде? Демоде? Не знам. Модерно, ама не се носи, ме разбираш. Де се носи, де не се носи, ме разбираш. А сите носат вакви, знаеш? Исто така сезонски хит. После 30 месецов и со оваа мајца ќе можете да спиете или да ја користите за бланширање. Но и оваа модна недела не помина без скандали. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Fashion police. Несомнено, бојкотот на референдумот зазема, што би рекол секој колумнист кој држи до себе, моментум. Но оваа сторија оди чекор понатаму. Запознајте се со едно семејство кое бојкотот го носи на ново ниво. Свето и Светлана се брачен пар кои што протестираат за тоа што сметаат дека ставањето на хаштагот бојкотирам не е доволен и туку треба да се превземат конкретни акции против странските сили кои што сакаат да нарушат. Па што? Ќе протестирам. Знаеш ли зашто протестирам? Зашто? Протестирам за да ги ослабнем овие економија на Европска унија што сака да ни ga смени фиме СК да не биде библиско Македонија, да биде нешто друго. Па СК ќе види они дека су налетале на тврдора. А какви чекори ќе превземат? Ја и мое домаќинство, ја и жена ми нема веќе да купуваме странски европски производи. Она нешто се глупира со тие фарбе за скосо, ама ќе ти кажу Светле, јас само некога. Како мајко ти кану ке ставам. Вие се согласувате со сопругот? Имам ли бе ја изборов дека да уствари девојче? Ви гледа какав е будала, струју ни го исклучи да не смо мога пониле джеп на курца, Евана била аустријска, там ке ишле паре, Меркел дојде, телефони ни ги исклучи. Па саки кров ќе га пререду бе, знаеш ли зашто? Па керамиди су румунски. Румунија куде е? У Европска унија. Па ќе га пререду бе мое, што? Тежок удар против економијата на Европската унија. И како живеете? Како су живеале старци бе? Традиционално. Што ни фали? Зема смо дрва саковија што ги сечев на водно 1200 денара кубик, гурнеш у шпорет, пластику зема, стари некои ципеле што се овие од Чик Кумарово, гурнам све у шпорет и што? Па што? Загадуе ваздух, баш ми чуе. Кажано е повеќе од те. Што е кажано? А ти Светле ќе видиш, ќе ти кажуе на тебе, ќе те угасу вечер. Заминувањето од земјава, спротивно на најавите од новата влада, продолжува со несмален интензитет. Ова е една таква приказна, но за среќа со поинаков крај од тие што завршуваат во странство. Пубертетски лудости, кои не ги правел, веројатно сите што гледате, плюс крокодил од зоолошката градина во Скопје. Како што велат надлежните, тој избегал од своето живеалиште во непознат правец, а по него била распишана меѓународна потерница. Тој бил фатен во Софија, каде што се обидел да извај бугарски пасош, со цел за секогаш да ја напушти вечнава. Но во него се посомневале бугарските полицајци, откако крокодило не можел да го докажи своето бугарско потекло. По проверката, тие се обратиле до нашето МВР и на крајот пак крокодило е вратен дома. Појќе среќа на редниот пат. Морам да си купам ја, да не полудам, мамо спаси ме, мамо спаси ме. Морам сега да ја освојам, јас да ја освојам. Морам да си
Супер С звучи одлично. Аплицирајте за ненаменски потрошувачки кредит до 1.200.000 денари. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Започна големата Електрометал наградна игра. Пазари и вози Kia Stonic. Со секоја сметка над 1000 денари во Електрометал салоните во Карпош и Центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во Електрометал и вози Kia Stonic. Или влези пешки, излези со автомобил. Тоа е тоа. Ослободете се од стеклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Како и секој епизода, така и ова. На крајот Ланчо не кажува ништо за времето. Ланчо, дали имаме време за временската прогноза или веќе 5 до 12? Не студио, сега е негде околу 8 часот, но е 5 до 12 да одлучиме дали ќе гласате на референдумот и како. Но добро, сега тоа не е темата. Имаме една воредна временска прогноза. Ни се приближува еден крокодилски циклон кој се вика Гањо. Гањо ќе не прогања цела недела. Циклонот ни носи една влажна воздушна маса и се очекува во градот да започне да врнат крокодилски солзи. Ако сте крокодил, времето ќе ви биде одлично за парење, а ако не сте, тогаш никому ништо. Ова е гумен, иначе лоша пора. И стигнавме до почетокот на уште едни вчерашни. Добро утро до сите, освен тие што ставаат карми надвор од линиите на устата. Се гледаме следната недела во исто време на исто место со вчерашни новости. 19 часот и 30 минути, Канал 5 телевизија. А до тогаш, следете не на нашата Facebook и YouTube страница, како и на нашиот нов вебсайт www.fn.mk. Сега сте чекор за ците. Останете така. Останете така и од мене.